И социјалдемократите бараат гаранција од Бугарија дека во иднина нема да ја кочат Македонија на евроинтегративниот пат. Председателот на партијата Венко Филипче од Прилеп порача дека Бугарија треба јасно да каже дека нема да поставува нови барања кон Македонија на непринципиелна основа. Бугарите треба да направат навистина еден чекор кога еден нивни сосед кој што има аспирации да стане земја членка во Европска унија, да се однесуваат по-европски. Ако ние стравуваме дека утре може да има некаква блокада на непринципиелна основа, на основа на јазикот, идентитетот и така натаму, нека покажат европско однесување и нека кажат дека нема да го има тоа. Нека кажат, ние сакаме нашите соседи да се во Европа, еве ќе ви дајаме подршка. Не се грижите, нема да има такви барања. Тоа е вистинска добрососедска политика, не само да притискаш некого што е помал и послаб. Тој повика Бугарија да покаже европско однесување, потенцирајќи дека благодарение на политиките на СДСМ, македонскиот јазик е официјално признат во Европската унија, а Фронтекс договорот е првиот документ потпишан на македонски јазик без услови и фусноти. Од ВМРО-ДПМН велат дека не знаат на што се должи прифаќањето на ставот на ВМРО-ДПМН. Да, точно ете, Филипче дојде на ставот на ВМРО-ДПМН дека не е само прашање промената на уставот. Но истовремено не може да знаеме на што сме со ваков човек. Ова е израз на една нестабилност која што се повторува во СДСМ. Второ, ние не знаеме ни што е причината за ова негово однесување и дали ова негова изјава ќе еволуира во изјава како она додека дишам мојата македонска жица, никој нема да ја допре, пошто ќе следи едно ново велепредавство на македонските национални интереси, слично со она што се случи со неговиот ментор, со кого тоа е вака секој ден. Во меѓувреме, сите 17 бугарски европратеници потпишаа писмо со кој го осудуваат Томас Вајц, австрискиот пратеник од партијата на Зелените, одговорен за изготвување на извештајот за Македонија, во кој за прв пат се споменува македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Тие нагласиле, како што пренесува БГНС, дека владата на Македонија извршила прекумерно влијание врз работата на известувачот Вајц во преговорите и дека тој го игнорирал насилството врз бугарите во земјата. Бугарија долго време го обвинува својот западен сосед за прикривање на нивната заедничка историја и негирање на бугарските корени и јазикот и идентитетот на Северна Македонија. Според објавата, премиерот на Бугарија Росен Желјасков ја повикал претседателката на Европскиот парламент Роберта Мецола во пресрет на гласањето за да побара одложување. На крајот извештајот не беше гласан во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. Бугарската влада и бугарските европратеници го обвинија Вајц за прикривање на лобистички состаноци со представници на владата на Македонија и за поддршка на барањата на Македонија, со тоа што им дал доверливи информации и го игнорирал бугарскиот став.